Дејан Андоновиќ, бидејќи очекуваме и за 5-6 минути се клучиме со вториот линк со следен соговорник, а потоа во студиото ќе го гостиме господинот Тимер Селмани, со кој ќе разговараме, се разбира, за токушто завршениот прв круг од локалните избори. Дејане, што се случува во регионот и светот додека ние се занимававме со предбројување на градоначалнички и советнички ливчиња гласачки овдека? Да почнеме географски од најблиското, освен нас нели имаше и Косово, избори, тие вчера помина како што и анализиравме во студиото на утренски брифинг, владеачката гарнитура на самоопределување не успеа да освои ниту едно градоначалничко место во првиот изборен круг, додека традиционалните албански партии, косовски партии, она на Хашим Тачи и она другата на поранешниот, значи Демократската партија на Косово на Хашим Тачи, Алијансата за иднина на Косово на Рамош Харадинај, па дури и Демократскиот сојуз на поранешниот, сега веќе починат лидер Ибрахим Рогова, остварија одличен успех од 38 општини, влегоа во 10 на 12 општини. Се случи така што веројатно овие провокации што се направија со табличките, контраефект на Курти, кој мислеше белки дека ќе го подигне рейтингот. Очигледно дека луѓето не им се влегува повторно во кризи, безбедност и така натаму, и ова е толку блиску гласањето со тие акции што мора да има некаква релација. Се зборуваше дека една од причините за тие акции токму да се го подигне Албин Курти самоопределување рейтингот, во исто време нели Александар Вучич во Србија, бидејќи тој пред избори, ќе подсетам Србија во април има избори. Сето тоа како ефект на бумеранг им се врати, па ајде да зборуваме за Косово. Албин Курти доживеа буквално дебакл, бидејќи во првиот изборен круг не успеа да освои ништо. Но затоа господинот Додик не забавуваше како регион и вчера, завчера, како беше музики, песни, играња. Во Република Српска некако се случува паралелен процес, дека србите се борат во Косово да ги добијат онаа заедница, да српски општини се билда оној огромен мачоизам на српскиот председател Александар Вучич, дека Србија е најака во овој дел од светот. Милорад Додик, членот на српското председателство на Босна и Херцеговина, се обидува да ги урне институциите федерални, најавува дека ќе прави своја држава, армија, полиција и разузнавачка служба. И сега што се случува? Тој вчера влегува во федералната зграда во Сараево со хармоника, со пење на, би рекол, српски националистички песни или само српски песни, ајде не мора да се националистички, и со делот од неговата партија кои се федерални министри со раки и салати пеат за тоа дека мајка Србија ги родила, но и го провоцира представникот на муслиманите, на босанските муслимани Бакир Изетбеговиќ, кој ќе подсетаме син на Алија Изетбеговиќ, кој денеска токму пред 18 години почина, велејќи дека нема више Алија, така некоја песна беше, сакајќи да му укаже дека србите си заминуваат од федерацијата и дека федерацијата е минато. Во меѓувреме, обвинителството на Босна и Херцеговина подига предмет, односно го изготвува предметот против Милорад Додик со обвинување дека го подрива уставниот поредок на меѓународно признаената Босанско-Херцеговска федерација. Ќе видиме што ќе се случува сашто таму. Ми се чини дека, особено ако се земе во предвид дека Република Српска е можеби една од последните, да кажеме, влијанија на руското влијание на Балканот, така да се смета дека тука има и Москва. За уште една вест, иако би можеле многу да дискутираме, вчера почина Колин Пауел. Колин Пауел, кој што на 84 годишна возраст, компликации од ковид, првиот американски секретар за надворешни работи, министр практично црнец и еден од највлијателните луѓе за решавањето во владите на Буш за нападот врз Ирак и за оние кризи. Ќе остане запамтен по неговиот говор во Обединетите нации, кај што ги убедуваше другите да донесат резолуција за напад на Ирак, а потоа се испостави дека му се информациите погрешни, бидејќи се темелеле на што тој потоа се извини, се темелеле за погрешни информации. Но морам да кажам, ако смеам така да кажам, дека Колин Пауел силен впечаток остава во американската надворешна и од тој секогаш сакаше да биде третиран како но и во воената 4 4-star general, што ви кажат, генерал со 4 звезди.
и беше еден од клучните луѓе кои за времето на Борис Трајковски, додека беше жив уште председателот, се слушаа често инаку стилот на Колин Пауел. И доаѓаше често тука. Така, Јас како репортер бев сведок на тоа. Стилот на Колин Пауел беше таков што често користеше телефон. Во тоа време господинот Трајковски навистина можеше да дигне слушалици и да му се јави директно во Вашингтон, што Многу светот не може. Време, но и Светот не денеска може, да можете да дигнете телефон и да се Блинкен, јавите на министерот за надворешни работи на Америка во кое било доба од денот и ноќа е асет, што Јас би додал само дека Колин Пауел беше и началник на Сдружениот генералштаб предходно на американската армија во онаа прва пустинска бура. Тогаш Норман Шварцков беше командантот на првата пустинска бура, зборам 1990, но началник на генералштаб беше токму Колин Пауел со една брилијантна војна кариера, каде што и во Виетнам беше. Таа пустинска бура е последната војна која има добиено сад, и тоа ќе биде врзано со името на Пауел. Но и влезе во историјата да биде во живо пренесувана, ние до тогаш ќе те потсетам, не знаевме што е тоа. Само ќе кажам дека беше член на еден тим на Буш, каде што заедно со Доналд Рамсфелд прв пат видовме судир на Министерството за одбрана, предводено од Доналд Рамсфелд, и Стейт департментот, предводено од Колин Пауел, со различни гледања на некои суштински работи во светот, пред се околу Ирак, ќе те потсетам. Да, тога би била таа анализа. Колин Пауел беше републиканец, од оној линколновски тип, никогаш не беше член на најтесното, да кажем, републиканско водство околу Буш и целата таа констелација, една многу воинствена, меѓутоа имаше амбиции да се кандидира, на крај се откажа од кандидатура за човек со брилијантна кариера. Од она што ги читам мислењата за него велат дека сигурно ќе бил сериозен председател доколку успееше да ги освои изборите.